Дали сте слушнале за теракотните икони пронајдени во Веничкото кале? Веничките теракотни икони се вбројуваат во редот на најавтентични археолошки откритија и представуваат драгоцен дел од вкупното христијанско наследство на овие простори. Интересот за неговото истражување се појави во 1978 година, кога археологот Крстевски донел во Музеот на Македонија 5 фрагменти од теракотни релефи со иконографски представи, дотогаш непознати за историската јавност, особено интересни за проучување на старохристијанскиот период во Македонија. Така, од 1985 се почнува со археолошки ископувања, кои непрекинато продолжуваат до денес. Датирани се од 5 и 6 век и веројатно служеле како апликација за ѕидовите на гробни објекти во доцно античкиот период во Виничкиот градежен комплекс. Теракотните икони од Виница се вбројуваат меѓу најексклузивните наоди во историјата на македонската и европската археологија. Досега се изложувани во повеќе градови, во Ватикан 1986, потоа во Загреб, Љубљана, Москва и Белград во периодот од 1987 до 1991. Во 1993 има изложба во Минхен, 2 години подоцна во Рим, 1 година подоцна во Варшава, во 1997 во Анкара и во 1999 теракотните икони од Виница се изложени во Париз. Дали сте слушнале за познатата француска и светска актерка и артистка Сара Бернар? Сара Бернар почина на 2 март 1923 година, но кај нас се позната по тоа што била во Битола во текот на Првата светска војна, кога тука се наоѓало средиштето на така наречениот Солунски фронт. Сара Бернар во Битола дошла во август 1916 година поради еден француски генерал, кој бил еден од командантите на фронтот и воедно и да ја забавува француската војска. Таа во тоа време имала 17 години и во Битола се задржала само едно денонокие. Тоа денонокие било исполнето со ужасот и безмислата на војната. Кај неа тогаш се јавила дилемата дали воопшто да ги забавува или преку текстот некоја представа да ги изрази своите искрени чувства за војната која ја предизвикала ужас. Приказната добива драматичност кога Сара го изговара монологот од Шекспировиот Хамлет. Да се биде или не, прашање е сега. Преку овие зборови Сара Бернар сакала во преден план да ја стави пораката на уметноста и философијата, а да ја нагласи безсмислата на самоуништувањето и разурнувањето кое го носи војната.